Здраво на сите и добро дојдовте на уште еден Сemos Едукас. Денеска наш гостин е Марио Илик. Здраво, мило ми е што се најдовме. И на нас ни е уште помило што ни ја прифати нашата покана за овој подкаст. Ти си веб дизајнер и предавач на Академијата за веб дизајн во Семос. Дали може да им откриеме на нашите гледачи зашто е толку кул да бидеш веб дизајнер? Па, кул. Интересно е пред се. Не знам сега колку е кул, нели за секој својата професија му е кул, се надевам. Кул е затоа што е слободна, не знам, можеш слободно да се изразуваш, иако нели нормално ќе имаш барање од клиенти кои треба да ги исполнуваш, но можеш и да внесуваш и свој печат во секој од дизајните кои ги изработуваш. Да, што представува точно веб дизајнот и како тој ги опфаќа и функционалноста и естетиката при креирање на една веб страна? Сега, веб дизајнот, за да го објасниме поедноставно нели, за гледачите, е некој начин на планирање, што е битен процес, планирање и потоа реализирање на сите елементи што се потребни на една страна. За да го направиме тоа, како што реков, ги планираме процесите за развој, поради тоа што треба да се постигне некоја златна средина, што би се рекло помеѓу естетиката и функционалноста. Двете работи се многу битни. Зашто се битни? Многу пати ме прашували студенти што е побитно, дали едното може да пати ради другото. Според мене, двата аспекта се многу битни. Ја може би малце давам предност на функционалноста. Зашто? Затоа што најчесто работиме за клиент, за компанија, која треба да развиеме некаков дизајн. Веб дизајн, тоест. Сега, прво што треба да направиме е да разговараме нели со нашиот клиент околу тоа кои се неговите потреби. И тука мора многу да обрнеме внимание на функционалностите. Првично треба да ги исполниме неговите барања, дали ќе биде онлайн продавница кај што ќе има копче, шоп за продавање, така натака, а врз основа на функционалностите гледаме да развиеме подоцна дизајн кој кога пак корисникот ќе ја посети таа страна да биде заинтересиран и да се задржи што е можно подолго на самата страна. Да. Така да многу се битни и двата аспекта. А што е нешто тебе на почетокот те поттикна да се занимаваш со оваа професија и што е она што се уште те инспирира? Па на почетокот не почев како веб дизајнер, поголем интерес имав кон бекендот или развивање на софтвери, но не знам, полека најверојатно кога ќе го совршиш бекендот, да совршиш фронтенд, да речеме програмирање, не е тоа се уште веб дизајн, туку фронтенд девелопер, некако барем мене ми беше многу полесно. Сега, као фронтенд девелопер, ги користев и двете, и бекендот и фронтендот, но као фронтенд развивав најчесто туги дизајни кои ги преточував во код. И полека ми се разви желбата сам да почнам да креирам мој дизајни кои при тоа ќе ги представам во мој веб страна. Да, а можеш ли да ни споделиш некои навистина интересни проекти кои си ги имал до сега? Проекти, па работев како фриленс, така да имам поминато доста интересни проекти, но не знам како омилен ми остана проект кој што го развивавме со мој другар, што не беше меѓу првите веб страници, а тоа беше онлайн шоп, кај што пробавме нели со Shopify, dropshipping, сите млади гледале, YouTube ги интересирало, ние мислам дека тој тренд го фативме уште на самиот почеток, сакавме да го преточиме во бизнис и некако најмногу бевме вложени, нели пошто е наше да биде најдобро, Да. и вложувавме и научивме најмногу, затоа тој ми остана како најдраг проект што сум го работил. Компаниите во голема мера се подпираат на веб страниците за да се поврзат нели со нивната целна публика. Како улогата на еден веб дизајнер придонесува за постигнување на овие цели и задачи? Целта на еден веб дизајнер нели да разговара со компанијата или со својот клиент на некој начин да го маркетира својот бизнис преку неговата веб страна. Сега нашата цел како веб дизајнер е да откриеме кои се негови таргети или целни групи за кого го развиваме самиот дизајн, за да може до што поголема, поширока, но и поконкретна публика да допре нивниот продукт или сервис, како што рековме. Затоа развивањето на веб дизајн е цел процес, каде што не е само да испишеме код,
или да направиме некаков дизајн, туку како што рековме многу е битна функционалноста, да го истражиме маркетот, да видиме во која индустрија се наоѓа нашиот клиент, пошто ние како веб дизајнери не можеме да ги познаваме сите индустрии. Треба да вложиме време и процеса, каде што ќе ги откриваме, каде што ќе правиме анализи, можеби ќе правиме анкети на таргет групи, се со цел на што поголема и поточна група да биде изложен неговиот продукт. Да. Областа на веб дизајнот, знаеме сите дека постојано се развива со нови технологии и трендови во дизајнот. Кои се баш тие предизвици со кои што вие во моментов се соочувате? Во моментот е многу динамично и брзо се развива интернетот, сите технологии. Сега како веб дизајнер мора да ги следиш не само и технологиите кои што програмските јазици, туку мора и да ги следиме модерните дизајни кои се најчесто поставени од големите компании или дизајнери на страниците, големите дизајнери на страници, мора да го следиме тој тренд, да се развиваме од него, да влечеме инспирации, потоа како што кажавме се развиваат и самите уреди, технологии во исто време, мора да следиме нашиот дизајн да е прилагоден за сите видови на уреди и останува и делот на учење на нови технологии, пошто и самите јазици се почесто и побрзо се развиваат и мора да учиме и ние и да вложуваме време. Мене ме интересира ова бидејќи ми изгледа многу комплицирано. Како веб дизајнерите ги прилагодуваат своите дизајни за да обезбедат безпрекорно искуство со различните мобилни уреди? Кој што рековме, технологијата премногу брзо се развива. Више имавме многу мали телефони пред неколку години, више достигаат големини на таблети, потоа имаме и таблети со различна големина, екрани за компјутери со многу различна големина. Сега има некои непишани правила кои ги следиме, барем јас се придржувам до тоа правило, кога развивам дизајн за некоја веб страна, почнувам од најмалите уреди, од телефоните. Зашто? Затоа што на телефонот, на екранот на телефонот е многу битно да ги има елементите кои што се неопходни. Кој што рековме, самата функционалност, дали ќе има копче кој што ќе не носи на друга страна, дали ќе има копче до сервисот, до телефонскиот број. Поради тоа што во денешно време кога ги користат телефоните, никој не чита цела страна од буквално 15 минути да седи. Обичај е листа. Што е можно побитните работи да бидат ставени на самиот дизајн. Сега како расте на таблет или на екран, више можам да си дозволам повеќе да го вметнувам естетскиот дел на самата веб страна. Но пак го следам тој принцип, иако знам за многу веб дизајнери кои им е полесно да почнат од голем екран па да се намалуваат кон помал, но според мене ми е лично полесно да први најбитните работи па да си го развивам дизајнот кој што ќе на екран, кој што кажав на компјутер, го задржуваме пак колку толку повеќе вниманието отколку на самиот мобилен телефон. Добре, сега да ни кажеш како веб дизајнерите остануваат инспирирани за да создаваат иновативни веб решенија. Иновативни, ги следиме трендовите, секако. Се инспирираме од портфолија на други дизајнери. Не ги крадеме идеите. Некој ќе се рече ги крадеме. Многу е тешко да... едно е рециклажа, друго е кражба, класично. Да, развиваме нешто, добиваме идеи, многу големи уметници били инспирирани од други уметници и превземале идеи. Не е крадење, многу е тешко во денешно време да останеш оригинален покрај толку многу постоечки веб страни, но треба да пробуваш да оставаш нормално свој печат, потоа ќе бидеш баран. Едноставно така и ќе се докажеш како веб дизајнер да пробуваш да си поразличен од другите на некој начин. Се инспирираш од, како што кажав, други дизајнери, своји претходни дизајни, трендови. Не мора да се трендови само во веб дизајнот, во било каков дизајн, во уметност, може да те инспирира од интериер дизајн, па може ќе се инспирираш од магазин, па може ќе имаш клиент на кој што ќе треба да му направиш вебсайт за кој што продава мебел, например. Да.
од сите можни извори пробуваш да црпиш и да се надоградуваш. Добра, кои се различните кариерни патеки кои што ги нуди токму веб дизајнот? Веб дизајнот, кој што кажав, ја почнав самиот како бекенд, па стигнав до веб дизајнер. Сега веб дизајнот може е широк поим, пак ќе кажам. Тука може да го вклучиме фронтендот. Тоа не е баш, нели, кој што реков, треба да има осет за дизајн, но повише е техничкиот дел или пишувањето на код, HTML, CSS, JavaScript и така натака. Тоа е една патека. Втората патека е после да си UX или UI дизајн. Станува многу популарно тоа моментално. Тоа е user experience и user interface, што всушност е тие, ајде да ги речеме, две скратеници. Едното е самиот изглед на страната, user interface, кај што е многу битно кај ќе не биде поставено копчето, зашто е таму поставено, а додека user experience мора да знаеме да направиме за нашата публика, нели кога правиме за клиент. Клиентот има своја публика. Која возраст е публиката? Може да се млади луѓе. Може би е и да речеме се промовира некој настан за геймање. Ќе биде, може да е со многу повише анимации, веб страната, малце ќе е потешко да се нели снавиш со толку многу анимации, но е поинтересно и ќе ги привлече. Тука естетиката е многу битна. А додека пак како е постара публика, ќе гледаме да биде user experience-от што е можно полесен, зашто е можно полесно да нив им е битно да стигне до главната информација и да завршат целта која е да е на вебсајтот. Тоа е едно од новите полиња што станува многу модерно. Постоело од многу оддамна, само што сега станува се помодерно, особено трендот го почна нели големи компании кои што вработуваат посебни луѓе за UX дизајн, сега више и UI дизајн, сега више почињаат да го применуваат и помалите компании за разлика од буџетот, инаку може понатака и пак е нормално кога веб дизајнер ќе има осет, ќе се развива осет за дизајн, па може да премини во графички дизајнер, така да доста се широко отворени. Па и дури во бекенд програмер никош не се знае. Да. А дали се, например, потребни некои предзнаења за младите кои што сакаат да се запишат во Академијата за веб дизајн на СЕМОС едукација? Па не се потребни никакви предзнаења, буквално еве ќе потврдат и моите студенти дека буквално се почнува од нула, што би се рекло. Целта ни е да изградиме, нели, да постигнат некој ниво кај што би можеле да бидат джуниор во својата позиција, практикант или джуниор. Гледаме да им го пренесеме што е можно повише, нели, нашето знаење, даваме се од себе, но се почнува, кој што кажав, од тотална нула до да се способни да можат сами да изградат веб страна, па со мала помош и цела веб апликација. Да. А што ја издвојува, што ја прави толку многу посебна баш оваа Академија за веб дизајн на СЕМОС едукација? Па мислам дека посебна квалитетот, како е развиена самата програма, кој што кажавме да почне од нула, не се ставени преголеми очекувања, например да биде ставено дека ќе биде full stack во рокот од 8 месеци, туку очекувањата се реални, да бидат стварно да ги спремиме, да бидат дизајнери или фронтенд девелопери. Мислам дека тоа е тоа што стварно да добијат знаење кои понатака ќе може да го искористат и да го надградуваат. Не може нормално по секоја академија да биде сениор, но битното е да се запамти дека мора да почнат од негде, ги добиваат правилната патека, тренерите им помагаат на секој можен начин, се работат на многу проекти за да се види кои се недостатоци, да се работи на нивните недостатоци, со цел да се добие стварно квалитет на крајот кој што ќе може да продолжат на пракса или да најдат джуниорска позиција, кај што ќе продолжат да се развиваат. Да. Марија, сакам да те прашам, што правиш ти во твоето слободно време? Слободно време сега малце потешко во глобала работа. Гледам да прошетам кафе со другарите, некогаш спорт, сега поредко поранимо повеќе време. Го шетам моето куќе, читање книги од време на време кога можам, барем по 10 страни, па може би за 2 месеци, да. Успевам да прочитам по една книга.
Да, што е нешто навистина те инспирира? Не знам, може би книга, филм, ти се случило нешто такво до сега? Книга на почетокот дури не кев да читам толку многу книги. И не знам, ми препорача другар некоја како типот на книгата е, да речеме, символика. Може би тоа ме повлече во уметност. Буквално од Ден Браун се книгите. Кога почнав да читам, буквално онака ме инспирира цело време. Сега да можам, штом имам слободно време да читам книги, исто така, нели, кој што кажав, прошетки, да барам некои дизајни, да гледам во се дизајн. Театар многу сакам да посетувам. Што е супер. Да. Што е одлично. Мислам дека младите треба почнат да посетуваат што почесто. Да. Супер. Сега сакам да те прашам дали имаш некој проект на кој што Ева си работела на некој дизајн, да толку многу те изначил и ти одела вака само да станеш од компјутер и да... Има, нормално ќе се среќаваме со такви клиенти. Не се лоши клиенти, нормално е клиентот дека не се разбира во дизајн, сака неговиот дизајн да е најдобар, бара некакво решение и затоа треба да знаеме, многу е битно една особина на дизајнерот, да знае да комуницира со клиент. Да. Кој што кажав, да ги разбере неговите барања, притоа да истражи неговата индустрија и барањата на неговата публика и сето тоа да го склопи и да биде функционалност. Така долг процес е пак. На почетокот сите ја прават таа грешка, вклучувајќи ме и мене. Сум научил HTML, CSS, скриптни јазици, ќе пишувам одма страната. Не успева дека не истражиш, не комуницираш добро со клиентот, да издизајнираш првин, кодот после станува, ако ви се верува, најлесниот дел. Целиот процес на дизајн е интересното што кодот е буквално 30% од работата. Работата е истражување, фаќање забелешки, комуникација со клиентите, затоа имаме и на самата СЕМОС едукација и цел предмет кај што е комуникација со клиент, без разлика дали нашите студенти ќе работат во некоја компанија или може некој ќе се одлучи за фриленс. Да. Така да е многу битно да разговара со својот клиент, пошто секогаш ќе имаат плюс барања, треба да знаете да си одредите и временска рамка, И граница до каде 3-4 враќања, повторувања или поправки на дизајнот и така натак. Така да сите тие се многу скилс, да речеме, се потребни за да и да ги добијат и студентите, па и денес ги учиме ние со собирање на искуство и проекти. Да, и многу ми е драго што отворивме баш оваа тема, затоа што работата со клиенти е навистина пипава работа. И јас не се слагам со тоа си кажеш дека клиентот мора да е во право. Мислам, бидејќи сите сме свесни дека постојат различни луѓе со различни карактери, со различни желби, и некои желби сме свесни дека можеби не може да се остварат. Да, тоа е нормално, затоа сметам дека е многу битно да знаеме уште на самиот почеток да ги поставиме границите кога преговараме, кој што кажавме колку пати ќе се повтора дизајнот, во кои насоки, дури се учат и некои елементи да може да му праќате, има начини на слики или на истражување врз клиентот кај што ќе му разберете персоната и што сака. Многу е битно да го разберете брендингот на самиот клиент. Зашто? Може ќе имате клиент кај што прв пат нема ни лого, нема ни веб страна, прв пат вие развивате, тоа е тешкиот дел, и се влече подолг период, ама не му развивате само веб страна и лого, туку развивате цел брендинг негов. Се има момент, например, може да дојде пример голема компанија како Coca-Cola и сега ради твојот дизајн да е по твој, не може да кажеш на Coca-Cola сега вашите бојата на вашата страна ќе е зелена, кога нивната е бело и црвено, ме разбирате? Да. Така да процесот да се разберат до каде е ваше, да го разберете нивниот брендинг, да го следите нивниот брендинг и да давате совети кога може да се подобрат. Колку си горд на своите студенти? Дали можеш да ни извоиш некои нивни посебни успеси? Премногу сум горд, мислам дека кој што кажав, сите почнавме, некои има мали предзнања, некои има почнуваат од нула, заедно се градеа, имавме, буквално се соочувавме со проблеми, ќе сватиме, кој што кажав, низ проектите разбираме кај се бараме, кај се недостатоците, ги учиме заедно.
премногу работеа као тим, си помагаа едни на други, Што е многу битно. што е многу битно и најбрзо се учи. Дури во некои такви моменти ќе научат повеќе меѓу себе отколку што ќе научат од мене. Комуницираат различни карактери. Нормално мислам дека еве работиме на завршниот реален проект за клиент за невладина организација која се занимава со загрозени семејства. Дизајнот веќе не е готов, дизајнот го изработи Ангела, нашата студентка, сите заедно го развиваат. До среда ќе биде готов и ќе го презентираме. Супер. Јас навистина многу ти благодарам што издвои време денеска малку повеќе да ни ја доближиш оваа академија на која што ти предаваш, а и воопшто твојата професија. Ви благодарам и на вас што не поканевте, нели, тука и да можеме да покажеме што е всушност веб дизајн. Дизајнот, да. Да. Супер, ви благодарам. Благодарам уште еднаш. И како што веќе најавив, овде со нас се и две студентки од Академијата за веб дизајн на Семос Едукација, а тоа се Пепита и Ангела. Здраво! Здраво, баш ни е мило што сме денес тука. Здраво. Ќе ги споделиме искуствата од нашето учење на Академијата во Семос. И па многу ми е драго. Може да ни кажете и двете, од каде се роди прва кај вас желбата за да студирате веб дизајн на оваа академија и зошто токму Семос го одбравте како опција? Јас сум студент на Финки и таму веќе се запознав со дел од предметите, основите на веб дизајн и всушност се пронедов најмногу во тие предмети, најинтересни ми беа тие предмети и знаев дека дефинитивно е тоа што сакам да го работам понатаму во животот. За Семос имав многу слушнато од пријатели, од познаници, од колеги на факултет и сите има најубаво мислење и преубаво искуство и поради тоа се запишав и јас на Семос. Супер. Инаку и јас сум студент на Финки, но таму предметот за веб дизајн траеше околу еден семестар и беше многу скратено, а сакаш да се изрази, сакаш да учиш повеќе, да дознаваш повеќе и затоа јас се запишав на Семос академијата. Супер. Исто слушнав од колеги, од некои што биле, што пројделе супер и така. Супер. Што нешто вас ве инспирира? Па, во глобала ме инспирира се, буквално земам голема инспирација од моите соученици на академијата и од професорите, исто така на висина можеш да земеш многу голема инспирација и многу и те мотивираат самите професори. Општо, од листање по страни, секој ден, буквално секој ден гледаме по минимум 10 страни во текот на денот и така си собирам некои делови што ми се свиѓаат од оваа страна, например на овој дизајн што би сменила и гледам да направам нешто што навистина ми се свиѓа и нешто што е иновативно, креативно и гледаш да биде поразлично од другите на некој начин. Да. А и да ни го дадат на сите истата тема, сите различен дизајн ќе направиме, дека различно размислуваме, различни работи не привлекуваат. Некој сака други бои, други фонтови, некој сака попросто, посложено. Секој си е различен и секој си е сам за себе. Али како група функционираме супер. Не па, одлично. Колку е тешка оваа академија? Дали ви беа напорни предавањата и каков е Марио како професор? Академијата не е ништо потешко од што си замислуваш пред да почнеш да учиш. Мислам дека е многу добро организирана. Материјалите ни се достапни цело време, пред да почнеме со било кој предмет, ни стипнуваат материјали, професорите се достапни буквално во секое време, за помош, за критика, да ги прашаме нешто, да ни помогнат. Така да мислам дека стварно не е тешка академијата, ако е тоа што сакаш да го учиш и да го работиш понатаму, стварно не е воопшто тешко. А Марио како професор е супер и ни се најде за многу работи, не само за неговите предмети, туку општо за совети и за другите предмети. Се советувавме со него цело време и Многу супер. научивме од него. Да. Дивејќи искрено, што би им препорачале на сите оние кои што размислуваат да се запишат токму на оваа академија за веб дизајн во Семос Едукација? Ако вистински сакат тоа да го учат, нека се запишат слободно, ќе имаат ептени кул професори, и супер и група и се и учење и материјали и мислам дека многу подобро ќе биде за нив и за во иднина. Да. Вака, јас бев искрено скептична дали воопшто да се запишам, дали ќе вреди, дали е добро, дали е подобро факултет или академија.
Меѓутоа, многу сум среќна што се одлучив да се запишам на академијата, затоа што стварно вреди, учиш многу, буквално можеш да почнеш од нула, да дојдеш без никакво предзнаење и да стигнеш до стварно едно големо ниво и некоја одлична основа е за понатаму во животот да можеш да се надоградуваш и да станеш стварно добар веб дизајнер. Така да стварно би им препорачала на сите, дали имаат факултет, дали немаат, да се запишат, затоа што стварно се исплати и вреди да вложуваш во себе едноставно. Да, и како последно прашање, иако знам дека сте си уште студентки на оваа академија, дали има некој проект на кој што сте работеле до сега, да сте посебно горди? Па сега работиме моментално, при крај сме, следната недела ќе биде проектот за вистински клиент кој се работи, проектот се работи за невладина организација и дизајнот е нејзин. Ние сега го искуцавме, го средивме и баш сме горди ептен. Мене искрено овој проект ми е некако најдраг, најмил, затоа што се работи за семејства кои што се социјално загрозени, за дечиња кои што стварно немаат ништо и затоа некако мислам дека сите вложивме најмногу во овој проект за да направиме што повеќе можеме страната, информациите да стигнат до сите, за да можат да им помогнат на тие семејства и на тие дечи. Јас навистина сакам да ви се заблагодарам што бевте денеска дел тукму од овој Семос Едукаст и што ги охрабривте некако сите млади кои што во иднина планираат да се запишат тукму на оваа академија за веб дизајн. А вам ви посакувам многу успеси во иднина. Ви благодариме многу на поканата. Баш ни беше убаво, интересно. Па многу ми е драго. Ви благодарам, девојки. Ви благодариме на вас.